Овој дел што го забележуваме, тоа е Горно Мало од селото Брест, кој што има типичен стил на градби на куќите, обично на два спрата, односно приземје и еден спрат, изработени од тврд материјал, исклучиво од камен, добро созидани, малтерисани дел, а дел дури и без заштита, сепак тие големи камени зидови причинуваат една посебна атракција на овој дел. Денес куќите се покриени со керамиди, но пред 20-30 години скоро сите овие куќи беа покриени со слама и камени плочи, кој што му даваше еден посебен колорит на селото Брес. Позади ова село ги гледаме високите планини Караџица, Даутица, Боро поле, кои што посебно го привлекуваат нашето око, тие терени кои што верувам дека секој би посакал барем еднаш во животот да ја има таа можност да го помине овој терен. Негде во средината на селото самото име ни покажува дека тоа се вика и Средно Мало. Додека на крајот го гледаме тоа последното мало кое што е познато под името Огненовци. Сушност, една кратка биографија за жителите во ова село. На овој простор се доселиле жителите некаде од близината на Скадарското езеро во 15-тиот век од едно село познато Зад Камен. Под притисок на турците османли, кога го населуваат Балканот, за заштита на населението од турците, токму доаѓаат на овие терени тешко приступачни и неповолни за живот на турските аги и бегови, наоѓаат така речено склониште. Се населуваат на ова место на некогашната стара населба, Стар Брес, и неколкуте мина браќа го поделуваат местото. Така да, одовниот дел се населил Огнен и тоа мало е наречено Огненовци. Потоа, негде на исток се населува Трајан, па по неговото име таа населба е наречена Трајановци. И од една мала населба, во почетокот сточарска, денес навистина ова село представува едно убаво село, каде што миграцијата стварно си го направила своето. Голем број се иселиле, заминале подалеку, Скопје, Тетово, Гостивар, Македонски Брод или на друго место, но сепак некаде околу 30 до 40% од населението останало на ова место со една мисла, со една желба дека за секогаш ќе останат на ова место, бидејќи и какви такви постојат некакви услови за живот на теренот. Сега нагоре патот. А и таа треба да се.
Се наоѓаме на југоисточниот дел од селото Брест и имаме панорама, една гледка во овие попладневни часови. Имаме пред нас долното мало и горно мало, во кое што се наоѓа и убавото училиште, во кое што некогаш се слушаше джагорот на околу 60 до 70 ученици. Тука е и младата урбанизирана населба, викендашката населба, а изнад населбата тоа е планината Фојник. Можеме да ги погледнеме и нивите ораници, кои што луѓето екзистирале, а на исток од селото Брест тоа се патиштата кои што водат во правец на браната Козјак и Скопје. Тука е и далеко водот од Осломе за Скопје, а уште понаисток гледаме една панорама од патот за селото Брезница, Пажево и планинскиот масив Караџица со Боро поле и Даутица, Јакупица, Перчулица и Сонска глава.